Среда, 28 мај, кратки вести во 12 часот. Интензивно се работи на санација на утврдените недостатоци во установата, а се однесуваа на поставување громобран, апарат за брза детекција на пожари и хидрантска мрежа, изјави за Супер Радио директорот на Центарот за култура Григор Прличев Горан Стојановски. Додава дека административните работи одат малку побавно, но очекува за многу брзо во текот на месец јуни да се решат работите и да се продолжи со предвидената програма. Од почетокот на месецов во Центарот за култура времено е прекинато одржувањето на настани поради исполнување на одредени технички услови и санирање на утврдени недостатоци. Долгоочекуваниот Охрид Мол денеска од 14 часот и 30 минути ги отвора вратите за посетителите. Градежните зафати започнаа во 2018 година, а низ годиниве просторот доживеа бројни трансформации и менување на собственичката структура. Граѓаните по долг период на социјалните мрежи се со став дека вакви објекти му се потребни на регионот, но собствениците на капиталот се соочени со реалноста дека има се помалку жители и инвестицијата многу тешко и долго се враќа. Се поставува прашањето дали ќе имаме борба за купувачите на трговските центри во Охрид и Струга. Граѓаните и гостите заслужуваат сериозна понуда прилагодена на нивните потреби, желби, но и реалната куповна моќ. Во сабота на 31 мај од 19 часот и 30 минути во големата сала на општина Охрид ќе се одржи свеченост по повод јубилејот 55 години од творештвото на Јордан Манасиевски. Предвидена е промоција на негова монографија со историчарот на уметност Владо Ѓорески Рафико и Љупчо Жупан од галерија Букефал како промотори. Ке се одржи и хуманитарно продажна изложба на графики, како и културно-уметничка програма со настапи на гитаристот Дамјан Печиновски и охридскиот женски хор Акордис. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, дува слаб до умерен северен ветер. Максималната температура во Охрид до 20 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.